Голем интерес за учество на јубилејното 50-то издание на Драмскиот аматерски фестивал во Кочани покажале театарските групи и ансамбли од Македонија, но и од странство. Бројот на пријавени представи е над вообичаениот просек што го имаше во изминатите години. Од организациониот одбор на фестивалот се задоволни од одзивот, што според нив дава за право да се очекува дека тоа би требало да донесе и квалитетни сценски настапи. Иако официјално рокот за пријавување истече, сепак ќе им се овозможи на уште неколку театарски групи да влезат во конкуренција. До денес имаме 38 пријавени и уште вчера и во текот на овој денешниот ден добив исто најава од Република Словенија, од Србија уште една представа. Тетово се јавија Демир Хисар, така да некаде ќе ја миниме бројката над 40 представи. Фрапантна бројка, одамна немало толку многу представи. Од она што досега било пријавено за учество на фестивалот, оценка е дека се работи за сериозно подготвувани представи, односно не се само оние веќе вообичаени групи кои најчесто доаѓале во Кочани, туку има и некои кои ќе настапат за прв пат. Има доста нови групи што радува, тоа е сега новината. И вака во детскиот програм имаме некаде 8 представи, што е исто така добра бројка за таа категорија. Скоро да не може да има некоја вака опиплива поделба на тоа дали ќе биде оној класичен, традиционален начин на постување на представи. Во секој случај во тој дел имаме некаде околу 30 представи. За прв пат годинава на фестивалот се пријавили гости од Полска, како една театарска група од Војводина. Исто така имало најави за учество на Народно позориште од Белград со монодрамски текст, како и една академска представа на даат лекторатот при Филолошкиот факултет од Скопје. Останува до крајот на април селекторот на фестивалот, режисерката Нина Николик, од пријавените представи да ги одбере најдобрите и да предложи нивно учество.